4.000 евра во рок од 24 часа да бидат доставени кај командирот дома или ќе те убиеме заедно со жената и децата. Затвореникот Јанко Јаневски тврди дека секојдневно добива вакви закани во затворот во Идризово. Јаневски, кој бил поранешен заменик министер за култура, е осуден на 9-годишна затворска казна за злоупотреба и измама. Раскажува дека неговата голгота започнала пред 2 месеци, кога од затворено оделение бил префрлен во полуотворено. Зошто бараат пари од него, која е вистинската причина, били дека не знае. Голготата почнува со рекетирање врз мене, со закани по мојот живот, каде што од вчера е вклучен и командир кој се вика Киро Димов, инаку е од Кавадарци, кој што живее во Кавадарци и во Скопје, инаку поранешен платен војник во армијата на Република Македонија, а сега затворски полицаец во затвор Идризово. И заканите не завршиле тука. Потоа, според неговото сведочење, почнале да му звонат и осудените за диво населје. Истиот дојде ми се закани по живот дека доколку во рок од 24 часа не му ги однесам 4.000 евра дома, а прво стануваше збор за некакви 10.000 евра, па за 8.000 евра, да сега падне на 4.000 евра и ако не му ги однесам до денес, до извесен период од 24 часа дома, он ќе ме убие, вечере на смена, значи ќе дојде и ќе ме убие, со тоа што ми се закани и со некој осудено лице од диво населје кој што е осуден. Јас лично не знам кој е тој, за да кога замина командирот од моето оделение, не помина половина час, се јави некој од диво населје и се закани, рече, во рок од 24 часа му ги однесеш на командирот Киро Димов дома 4.000 евра, инаку ќе имаш проблем со мене, ќе бидеш убиен. Ги повикува надлежните веднаш да реагираат. Јас, се со целот страв за мојот живот, се обраќам преку медиуми до Јавниот обвинител на Република Македонија, до Основно јавно обвинителство за организиран криминал и корупција, до Министерот за правда, до Министерот за внатрешни работи, до Канцеларијата на Хелсиншки комитет во Скопје за човекови права и до Сдруженијата на граѓани на Република Македонија, кои што се бават со ваква проблематика, да превземат веднаш да се спречи вакви кривични дела и слични, кои што се вршат од лица кои што се во државната администрација. Алфа се обрати до директорот на затворот Идризово Зоран Јовановски, кој првично рече дека не знае што се случува, но дека ќе провери. Потоа повторно го контактиравме, па ни кажа дека веднаш ги повикал затвореникот и командирот на разговор. Оваа работа не е од сега, трае подолго време. Колку што се информирав, станува збор за должничко-доверителски однос меѓу нив и лично недоразбирање. Затвореникот Јаневски потврди дека имало средба и дека директорот му кажал да не оди преку медиумите, туку да пријави во обвинителство. Но поради сомнежот дека можеби институциите ќе премолчат или ќе се обидат да го заташкаат случајот, тој решил цела јавност да слушне, за како што вели тортурата од затворскиот командир, а надлежните да ги повика јавно да преземат нешто. Јаневски од 2018 година издржува затворската казна. Како примерен затвореник побарал да биде префрлен во полуотворено оделение, но не се надавал дека токму од тогаш ќе почне да живее во страв за сопствениот живот и животот на неговите деца и сопруга. Јаневски ме издржано половина од казната, но живее и со надеж дека со новиот закон за амнестија кој се најавува, набрзо ќе го напушти затворот жив и здрав.